Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Средечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Еве денеска ја започнуваме ова наша утринска програма, која насловивме како Добро утро. Денеска е 17. февруари 2020 година, петок, 48 ден во годината. Еве го преполовивме и вториот месец во годината и полека, но сигурно се ближиме кон месецот март, каде што ќе ни дојде и пролета. Интересно, веќе неколку денови имаме високи температури за овој дел од годината, така да еве на почетокот ќе ја проследиме и денешната временска прогноза и за викендот. Утрово во Кавадрци 8 на -3, така да сега веќе е плюс 1 степен, но прогнозата е дека во Кавадрци денеска ќе имаме до 14 степени во тиквишијата, така ќе ни биде и во останатите делови на нашата земја. Еве, например, интересно, во западниот дел на Македонија е потопло утринските температури, отколку во источниот дел. Во западните делови на Македонија имаме од плюс 2 до 10, во Скопскиот регион од -3 до 14, Команово -2 до 12, Берово, најстудено беше утрово, -7 до 13 ќе се искачи температурата. Најтопло секако ќе биде во Гевгилискиот регион и таму утрово беше -2, но ќе имаме таму до 17 степени. Во Пелагонија -3 до 13 и во Охрид од -7 до 13. Така да денеска ќе имаме предпладне со мала до умерена облачност, попладне сончево. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Во Скопје сончево со мала облачност, ќе дува слаб северозападен ветер. Значи, температурите ни се доста високи за овој дел од годината, затоа искористите ги овие добри часови, денеска попладне, кога навистина на секаде ќе имаме сонце. Што се однесува до утрешната температура или температури ќе бидат повисоки, или пак слични на денешните, така да ќе имаме сончево и потопло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурите ќе бидат релативно слични како од денешните, но утринските ќе бидат повисоки, така да еве во Кавадрци ќе имаме од 0 до 14, а во Гевгелија од 1 до 19. Замислете, скоро 20 степени на сонце кое ќе се изложиме, ќе биде уште потопло, така да искористите ги овие топли денови, така ќе биде и во наредните 3 дена, што се однесува, до температурите во Македонија ќе се движат, еве, например, на 19 ќе се искачат од 12 до 20 степени дневните температури. Така да, навистина, постои опасност да оние култури што се засадени в земја да пораснат побрзо или овошките да се излежат и да процветат, бидејќи некаде веќе во Гевгелија, во Ландово, бадемите се процветани, но како е да е, се надеваме дека нема да измрзнат ако најде некој постуден бран. Што се однесува до патиштата, состојбата на патиштата, Автомотосојузот на Македонија информира дека сообраќајот се одвива непречено по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување. Еве, ќе ги отвориме и камерите кои се поставени на граничните премини. Одиме на граничниот премин Богородица, сончево, нема воопшто никакви возела, ниту за влез, ниту за излез од нашата земја, значи граничниот премин е слободен.
Deve Bajer, kon sosedna Bogarija, isto tako Sončevo, no nema nikakvi automobili, Tabanovce. Tukaj imame nekoliko automobili vo dve koloni za vlez vo Makedonije, no to asi neznačitelno mal broj na automobili, bidejk ima 4-5 traki otvoreni za vlez vo našata zemlja. Kon sosedno Kosovo, na Blace, isto ima nekoliko automobili koji čeka da izlezat, no za vlez nema. Kjafasan, isto Sončevo, nema nikakvi automobili, niti kamioni za vlez i za izlez od našata zemlja. I odime do Midžitlija, tamo uobičajeno je sekogaš prazno, tako da toj granični premij slabo se koristi, nema uopšto automobili. Znači, danas imamo relativno miren, topol, sončev den, vo Kavadrci je pazaren den, tako da može da izlezete i da pazaruvate na zeleni od pazar, a može bi i kaj vas, izlezete, prošetajte, kupite gionije namirnici koji bi se potrebni za denes, odnosno za vikendot. Što se odnesova do rubrikata na današnji den, počitovani prijatelje, eveke spomeneme deka deneska je 17. februari, den na makedonskoto novinarstvo. Imamo interesni podatoci na nastani što se slučile vo Minatoto. Na primjer, na današnji den 1600. godina po presudata na inkvizicijata na ploštadot Campo dei Fiori vo Rim bil zapalen Giordano Bruno. Koji je bil Giordano Bruno? Vi po starite možda se setite, no evi zasite nas podsetuvanje, to je bil italijanski filozof, tipičan predstavnik na renesansata, na filozofijata, gi negiral hristijanskete dogmi, smetal deka filozofijata i teologijata se ne spojivi, mnogo mu se sprotistavoval na hristijanskoto svake na Gospod kako lično sozdal pantistička teorija, spored koja se sastoji od vešnoto dviženje vnukata za vselenata gi otvoril učenje na Aristotel i na Ptolomej i prihvatil nukata na Kopernik. Poradi svojite slobodarske ideji došlo do udar ili podudar na inkvizicijata koja po 7-godišnja istraga vo Rim konečno go zapalile. Roden bil vo 1548. godina. Dobro, odime ponatamo, vo 1864. godina južnata podmornica Hanley, vo amerikanskata građanska vojna, vo Charleston, vo Južna Karolina so torpedo go potopi severniot brod Hustanik, što se smeta za prv uspešen napad na podmornica v razvojen brod vo istorijata na čoveštvoto. Istorijata, počtovani gledači, zabilježila mnogo vojni, mnogo krvoprolevanja, mnogo ubistva. Evo ušte jedan podatok, vo 1916. godina britanske i francuske sili za vremena Prvata svetska vojna je okupirale do togašnjata germanska kolonija Kamerun. Nešto od Makedonije, vo 1946. godina v Skopje bilo osnovano združenje na profesionalnite žurnalisti vo Makedonija. Za prv predsjedatelj bil izbran Mito Hadži Vasilev Jasmin. V 1947. godine na današnji den v Bitola počelo so rabota nižoto muzičko učilište, koje je v 1906. godina prerasnalo vo srednjo muzičko učilište. Dobro, evo ušte nekoliko interesni podatoci. V 1995. godina na današnji den umrel Blagoja Korobin, makedonski naučen rabotnik, na poleto na makedonski literaturen jazik. Roden bil v Prilep na 1. mart 1921. godina. Evo ušte dve informacije. 2008. godina na današnji den najmalko 80 lica zagina, a desetina bile povredeni vo napadot na bombaš samubijec vo Kandahar, glavniot grad na istoimenata provincija na jugot na Afganistan. Bombaš od samubijec go detoniral eksplozivo dodajka se naogjel među masata luge koja gledale borbata na kućenja vo zapadnio del na gradot. Navistina strašno. 2008. godina na današnji den privremeno to sobranje na Kosovo je usvojilo deklaracijata za nezavisnost na ta srpska pokrajina. So deklaracijata Kosovo bilo proglaseno za nezavisna i suverena država formirana vrzosnovana planot Marti Ahti Sari. Evo se podsjetivme, počtovani gledači, na nastane koji se slučile vo Minatoto na današnji den 17.
februari. Od ime svega su jedna uvova pesna da ve pozdravim i svita vas koji se vključivte na početak od nova naša šutinska programa Dobro utro. Koliko puta bez tebe sam tražila sreću za sebe ja, al sjetim se tad da voliš me, uzalud nije bila tvoja bol. Ja želim reći da moja lutanja sada prestala su, jer tvoju ljubav ja znam. Zato dajem ti sve, moj Bože, sve što je moje, ne bude tvoje. Dajem ti sve, moj Bože, cijeli moj i sam život moj. Kada mislim na tebe i ljubav kojom me čekaš ustrajno još u mome srcu novi treptaje i nove su misli što mijenjaju me. Zato dolazim ja, jer zoveš me ti, vraćam se tebi, samo ti si moj Bog. Zato dajem ti sve, moj Bože, sve što je moje, ne bude tvoje.
после ова убава песна на групата Агапе од Загреб, повторно се враќаме во нашето студио, почнуваме гледачи да ја продолжиме нашата програма. Следува рубриката Капки на мудроста и читање од Библијата и кратка порака. Еве неколку капки на мудроста што ги одбрав за ова утро. Ако ги решите сите проблеми на вашите деца, тие нема да имаат други проблеми освен вас. Солзите се како бура, по нив човекот секогаш е посмирен. Повреди ме со вистината, ама никогаш не ме теши со лагата. Училиштето на искуството е најдоброто училиште, но додека го завршиш, веќе си престар за да го употребуваш. Никој не е толку богат и славен да може да се откаже од една насмевка, ниту толку сиромашен за да не може да ја подари. Зошто ги затвараме очите кога се молиме, кога плачеме, кога сонуваме, кога се бакнуваме? Затоа што знаеме дека најубавите работи во животот не се гледаат со очите, туку се чувствуваат со срцето. Еве тоа беа неколку капки на мудроста што некои ги доживееле, па ги запишеле, па еве денеска ги споделивме со вас, почитувани пријатели, драги гледачи. Денеска е на ред да го прочитаме 43-тиот псалом, кој е многу краток, има само 5 текста, но многу е силен во содржина, односно со пораки. Молитва за заштита. Брани ме Боже и застапувај ме против овој народ безбожен. Избави ме од измамниците и злобниците. Зашто ти си, Боже, засолниште мое? Зошто ме напушти? Зошто морам да сновам во таги, притиснат од моите душмани? Прати ми ги Твојата светлина и Твојата вистина да ме водат. На Твојата света гора нека ме одведат во живеалиштето Твое. Тогаш ке пристапам до Божиот олтар, до Бога, радоста и веселбата моја. Ке те славам со харфи, Боже, мој Боже. Зошто си потиштена, еј, душо моја? Зошто си растреперена во мојата утроба? Имај доверба во Бога, зашто јас допрва ќе го славам мој Спасител и мојот Бог. Наистина Давид ја излева својата душа пред Бога, она што го чувствувал во своето срце. Тој бил прогонет, навистина бегал од своето царство, од својот дом, зашто имал многу силни непријатели и морал со својата дружина да се повлече во планина, но тој секогаш се потпирал на Господа. Но било жалостен и вели, самиот се теши, се храбри, зошто си жалосна, зошто си потиштена, душо моја? Еј, стани, немој да паднеш толку ниско. Имај доверба во Бога, зашто јас допрва ќе го славам мојот Спасител и мојот Бог. Ако и вие сте денеска потиштени, почитувани пријатели, драги гледачи, може би сте имале вчера некој лош ден, или синоќа не сте добро спиеле, или имате некои пречки што денеска стојат пред вас, имајте доверба во Господа, предајте се на Бога. Тој има решение за секој наш проблем. Па и што да се случи, да бидеме постојано на Негова страна. Верувам дека го познавате Бога доволно за да имате доверба во Него. Еве едно кратко размислување пред да пуштиме уште една убава песна. Само едно подсетување, сигурно сте се возеле со авион некогаш, или вие кои не сте се возеле или летале, сепак дали знаете зошто пилотите мора да пополнат список за проверка пред да полета авионот? Тој јас не сум го знал, но пребарувајќи за службата и за работата на пилотите, еве што пронајдов. Пилотите што управуваат со еден од најдобрите авиони во светот мораат пред секој лет да пополнат список за проверка на која се наведени повеќе од 30 точки. Доколку не направат темелна проверка, постои поголема опасност да се случи авионска несреќа. Дали знаете од кои пилоти посебно се барат секој пат да го пополнат овој список? Од оние што имаат најголемо искуство. Токму тие пилоти лесно може да станат самоуверени и да пропушта да ја направат задолжителната детална проверка. Знаете,
Pilotот има искуство и веќе тоа е махинално, тој понавика, знае кај да притисне како. Меѓутоа, очигледно старите пилоти или ги пополнуваат овие формулари за да бидат сигурни дека навистина се протекло по прописите. Меѓутоа, во духовен смисол, што треба ние како христијани секој ден да проверуваме? Исто како еден совесен пилот, и ние треба редовно да проверуваме во каква состојба е нашата вера, да не се сруши таа вера која ќе најдат неволи, како што може авионот да се сруши ако пилотот не е присебен и ако не е свесен за одговорноста што ја има. Седно дали си крстен или не си крстен во Исуса Христа, ние мора и треба да му служиме со вера на Господа. Сепак треба постојно да се испитуваме дали нашата вера не приближува кон Бога или не оддалечува. Доколку не го правиме тоа редовно и внимателно, би можело да паднеме во нашиот духовен поглед. Библијата не предупредува кој мисли да стои, нека внимава да не падне. Христијанската вера е постојна, секојдневна. Нема еднаш спасен за секогаш спасен. Мора ние да покажуваме, да ја утврдуваме верата постојано. Еве да се подсетиме за првите христијани во Галатската црква. Значи, тие христијани кои живееле во Галатија во првиот век требало да проверуваат колку им е цврста верата и требало да ја ценат својата духовна слобода. Со својата жртва Исус Христос ни овозможува на сите нас да го запознаеме Бога, зашто Исус рекол, кој ме гледа мене, го гледа Отецот. И жителите или верниците во Галатија може да станат Христови Божи синови и Христови следбеници. Сепак, за да го зачуваат својот скапоцен однос со Бога, Галатите морали да ги отварлат учењата на некои еврейски христијани во синагогите, кои тврдели дека Бог ќе ги прогласи за праведни само ако веруваат. Да, верата е потребна, но верата и делата одат заедно. Да не се подпираме на световните обичаи. Овие денови ќе биде Ден на мртвите, многу христијани ќе ги посетат гробиштата и ќе раздават храна. Тоа нема библиска основа, почитувани гледачи. Такво нешто не треба да правиме. Тоа е пагански обичај кој навлегол во христијаните. И самите свештеници тоа го осудуваат, но сепак се немокни тоа да го спречат и да ги научат верниците нивни да не одат и да не посетуват гробишта со храна. Може да ги посетиме нашите покојни, меѓутоа не да раздаваме храна за покојните како некои што тоа го прават. Кој совет им дал апостол Павле на верниците или на жителите во Галатанската црква? Павле вели да го свртат грб на паганските обичаи, а да се насочат кон Христа. Преку Светиот Дух Господ го потикнал апостол Павле да ги охрабри верниците во Галатија, да бидат чврсти и непоколебливи, и да се вратат на она што Господ го бара од нив. Исто како што пилотот морал редовно да проверува одредени работи пред да полета, и ние треба редовно да се преиспитуваме и да проверуваме дали сме напредувале во духовен поглед. Павле му пишува на својот млад соработник на Тимотеја: држи се за верата на здравите зборови што си ги чула од мене во верата и љубовта која е во Исус Христос. Тие здрави зборови, почитувани пријатели, се наоѓаат во Божјата реч, во Библијата. Овде Павле го насочува: држи се до образецот. Зборот образец на грчки значи скица, односно мерка. Во една скица може да има општа представа за сликата што сака да ја нацрта еден уметник. На сличен начин образецот на вистината ни помага, а тој Светото писмо, да го знаеме тој правец во тие рамки, да се движиме, да не остапуваме, да не се приврзуваме на световните, на денешните секојдневни обичаи кои луѓето ги воспоставуваат. Значи, ние како христијани треба исто така духовно да растеме, да не се задоволуваме со нашата вера, со нашето познавање. Постојано, преку овие емисии сакаме да го доближиме Бога до вас, почитувани гледачи, да ја осознаеме правата вистина, а вистината е во Библијата, во Светото писмо. Затоа да проверуваме постојано пред да духовно полетаме, зашто може и да се срушиме како што еден авион, не дај Боже да падне, а може да загине тогаш стотици и стотици луѓе. Господ нека ни помогне да растеме во нашата вера, како што дрвото расте, но пушта и корени во земја, за да се одржи, за да одолее, кој ќе најдат ветришта, кој ќе најдат бури.
Svedoci sme koga ima golemi vetrišta, nekoj drvja pagjat, se rušat. Zašto? Zato što nemale koren, nemale dlaboka žila. Neka nije se vkorenime vo vistinata vo Isusa Krista. Odime sega povtorno su pesna. Blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe Tatko naš, blagodaram što ti go dade Isus Krist, Sinoc svoj, blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe Tatko naš, blagodaram što ti go dade Isus Krist, Sinoc svoj. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogat su, zaradi sve što napravi za nas ti. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogat su, zaradi sve što napravi za nas ti, za nas ti. Blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe Tatko naš, blagodaram što ti go dade Isus Krist, Sinoc svoj. Blagodaram od srce iskreno, blagodaram na tebe Tatko naš, blagodaram što ti go dade Isus Krist, Sinoc svoj. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogat su, zaradi sve što napravi za nas ti. Slabi od neka veli, ja sum jak, siromani od bogat su, zaradi sve što napravi za nas ti, za nas ti, za nas ti. Blagodaram. Продолжуваме со нашата програма. Почнем гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата програма. Поздрав до гледачите од Македонија, ги имаме од повеќе места, од повеќе градови и села. Според оно што Facebook овде ми го покажува, имаме гледачи од Србија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, имаме од Хрватска, Словенија, од Германија, а поздрав до сите вас кои ќе следите и ќе гледате ова емисија како снимен материјал, бидејќи ние емисијата ја снимаме и ќе биде закачена на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што може да ги погледнете сите досега одржани
емисии. Така да делете ова емисија со вашите пријатели, со вашите роднини, зашто има убави теми кои се поучни за сите нас. Следува рубриката Вести од светот. Денеска имаме интересни вести од Јужна Кореја. Ке ни ги раскаже Јанг Дек Вун, вакцината на љубовта. Интересно искуство како оваа личност го запознала Бога. Бип, бип, бип. Неколку пати на ден итни текстуални предупредувања се појавуваа на мојот мобилен телефон. Пораките содржи информации за вирусот, корона и предупредувањата дека не треба да го напуштаме својот дом. Верувам дека и во живо сеќавање и кај нас, почитувани гледачи, добивавме на нашите мобилни телефони информации од медицинските центри за да седиме дома, да не ги напуштаме домовите, зашто владе опасен вирус, корона и така натаму. Еве, ова искуство се случило токму со ова личност. Областа на Јужна Кореја, каде што живеам, беше прогласена за зелена ковид зона за време на пандемијата COVID-19. Но тогаш пациентот број 31 го донесе вирусот во мојата област, кога присуствуваше на собирот на една христијанска група. Овој настан се покаже како извор на инфекција. Мојот град брзо стана најинфицираниот дел од државата, со стотици потврдени случаеви на вирусот дневно. Бројот на потврдени случаи скокна на 6000 за помалку од еден месец по настанот. Додека националните медиуми секојдневно известуваа за мојата област, луѓето во Јужна Кореја гледа на нас како извор на вирусот низ целата земја. Се чинеше како се да запре во еден момент. Немаше луѓе во супермаркетите, на пазарите и во рестораните. Никој не купуваше ниту продаваше. На улиците можеше да се види само по некое возило. Невидливиот вирус брзо го собра видливиот свет на грб. Го собори видливиот свет на грб. Мојата црква исто така беше погодена од вирусот. Слободно сведочев за Христовата љубов пред многу години, но моето обожавање на Бога во црквата и мисионските активности беа прекинати. Се прашував дали Божјата црква ќе биде принудена да ги затвори своите врати на црквите. Дали треба тивко да се откажеме од повикот да го шириме Евангелието и да чекаме да се подобри ситуацијата. Не можев да го направам тоа. Кога светот се затвори, јас се молев на Господа. Оче мој, знам дека оваа светска криза е нова можност за Тебе, каде ќе ме насочиш Ти и што да правам јас. Се молев одново и одново. Низ темнината протече зрак на светлина. Се сетив дека научив како да направам средство за дезинфекција на раце на еден семинар за здравје што се одржа во црквата. Едно од работите што ми треба на луѓето сега е средство за дезинфекција на рацете, си помислив во себе. Со помош на здравственото оделение, верниците од мојата црква направи околу 1000 шишиња средство за дезинфекција на раце и ги поделија на пазарите на отворено. Стававме маски и ракавици со средството за дезинфекција. Луѓето ни рекоа дека во тоа време тоа бил најумилениот подарок што во светот што можеле да го добијат. Тие покажа благодарност од се срце. Ние го објавивме името на нашата црква, но многу луѓе не прашува од каде доаѓате, кои сте вие или која организација застапувате. Потоа одговаравме дека сме представници на христијанската адвентистичка црква. Ова криза стана нова можност. Божјата љубов што ја покажавме со нашите постапки ги стопи замрзнатите срца од ковидот. Бог ми даде друга идеја. Јужна Кореја доживеала паника во целата нација кога маските исчезна од пазарот, немало доволно маски. Имаше долги редици луѓе што чека да купат маски зашто немаше во доволни количини во продавниците. Се прашував како можам да им помогнам на овие исплашени луѓе. Додека размислував за тоа, се сетив дека учев како да користам машина за шиење кога бев помлада. Почнав да шијам маски од платно во мојот дом. Додека така полека правев маски по маска,
Другите верници во црквата слушнаа за ова моја иницијатива и доброволно се пријавија да ми помогнат. Нивното учество ми даде храброст и сила. Намногу од се ми беше драго што ги видов верниците во црквата што се откажаа од мисионската работа поради ковидот, кога сега работат за заживување на нивната мисионерска работа во Христово име. Нашиот Бог е семоќен Бог и тој честопати користи кризи за да ни отвори нови можности. Луѓето разделени поради социјално дистанцирање сега беа привлечени кон заедницата преку средства за дезинфекција на раце и маски. Мојата црква стана место што ја шири вакцината на љубовта, најдобрата вакцина во секоја криза. Мојата црква стана место што навистина верниците се охрабрија и оние кои беа разочарани како што бев и јас и сакав да го напуштам Христа, но ова искуство ме потикна да се приближам уште поблиско до нашиот Спасител Исус Христос. Расподеливме 3000 шишиња средства за дезинфекција на раце и неколку стотици маски. Преку мисионските активности што ги придвижува Бог, се молам светот да биде исполнет не со страф од COVID-19, туку земјата ќе се исполни со знаење за Господа, како што морињата се полнат со вода. Тоа го пишува во Исаја 11 глава 9 стих. Еве, ова е искуството на ова личност, Јанг Донг Вон, од Јужна Кореја, која имала своји премрежја, своји проблеми, искушенија во животот, верата ја отпаднала и сакала да се откаже од Бога, но ова криза и помогнало не само да се охрабри таа, ги охрабрила и останатите верници да и во тие тешки денови, тешки мигови, кога навистина ковидот го парализира скоро целиот свет, да им помогне на луѓето и да го доближи Христа до сите нив. Таа е ширила навистина љубовта, вакцината на љубовта. Еве, толку за ова искуство. Одиме сега повторно со песна, почитувани гледачи. Еве, после ова убава детска песна се враќаме во нашата програма. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата програма. Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во
9 часот. Ова е Адвентистичко радио на Христијанската Адвентистичка црква. Следува порака, некаде околу 4-5 минути, снимена порака од пастор Михајло Гурев. Ке слушаме на тема Никој не е како него. Да ја слушнеме сега пораката на пастор Михајло. Во комичната опера Цар и дрводелец од Алберт Лорцинг, рускиот цар Петар I живее и работи под псевдонимот Петар Михајлов. Тој е чирак во холандска работилница за чамци. Се прошириле гласини дека царот живее инкогнито во градот Заардам и тоа предизвикало многу забуни и недоразбирања. На крајот, неговото височество, царот, се вратил во својата родна земја. Замислена како забава, оваа опера ја илустрира основната христијанска вест. Најубедливиот доказ за Божето постоење и за неговата љубов е личноста на столарот кој станал проповедник. Тоа е Исус од Назарет, кој живеел пред 2000 години во Палестина. Христијаните во Исус го виделе воплотувањето на неведливиот Бог. Неспорен е фактот дека Исус е исклучителен човек. Неговите зборови дела сведочат за уникатната самосвест и чувство за мисија. Кога неговите ученици го прогласиле за Христос, очекуваниот Месија и Спасител на Израел, Исус ја прифаќа оваа почестена титула. Тој самиот покажува неверојатна моќ. Например, ги простува гревовите, ги совладува природните сили и ги лекува болните. Дали Исус е повеќе од учител, пророк и исцелител? Повеќе од основач на религија, повеќе од човек. Клучот за разбирањето на неговата личност лежи во настаните што се случуваат за време на празникот Пасха во Јерусалем во 30-та и 31-та година по Христа. Издаден од пријател, осуден од Пилат, раснат на крст од римските војници, Исус умира во ужасни маки. Ова значи крај на сите надежи на неговите следбеници. Но 2 дена подоцна се случува нешто што никој не можел да го предвиди. Доброчуваниот гроб е отворен и празен, тешкиот камен е турнат настрана, а мртвото тело исчезнало. Во исто време, некои од неговите следбеници имаат потполно неочекувана средба со оној кога го виделе дека умира на крстот. Не можејќи да поверуваат и полни со сомнеш, тие го гледаат и го слушаат внимателно и со длабоко убедување ќе кажат: тој воскресна, Исус е жив. Тоа ги наведува да објават: Господ мој и Бог мој. Тоа е запишано во Евангелието според Јован, 20 глава, 28 стих. Новиот завет се држи до фактите и трезвено ги пренесува на станите. Авторите на Новиот завет не биле побожни фантазери или религиозни фанатици, чии лажни надежи се претвориле во халуцинации. Тоа се луѓе што знаат што зборуваат. На провокациите кои сакаат да ги замолчат, тие одговараат. Зашто ние не можеме да не зборуваме за она што сме го виделе и чуле. Запишано во Дела на апостолите 4 глава 20 стих. Децении подоцна, еден од нив пишува: она што беше од почетокот, она што го чувме, она што со очите своји го видовме, што го разгледавме и што раците наши го опипаа, за словото на животот, она што го видовме и го чувме, тоа ви го навестуваме, та и вие да имате заедништво со нас, а нашето заедништво е со Отецот и Неговиот Син Исус Христос. Запишано во прво Јованово послание, 1 глава, 1 и 3 стих. Повеќе од 500 луѓе биле сведоци дека Исус Христос воскреснал од мртвите и одговориле на сите оние што поставувале прашања и се колебале во однос на Христовото воскресение. За оваа доказ наоѓаме во 1 Коринќаните 15 глава од 1 до 8 стих. Поради овие сведоци, многу луѓе почнале да веруваат во Исус Христос. Ако Исус е жив, тоа значи дека Бог постои. Тој всушност дошол кај нас луѓето и ние можеме да бидеме со Него. Затоа тој може за вечно да ги спаси оние што преку Него доаѓаат кон Бога, бидејќи е секогаш жив за да се моли за нив. Запишано во Евреите во 7 глава 25 стих.
Не е чудно што ова вест ја обиколила целата Римска империја со брзина на светлината и наоѓа приврзаници на секаде, од просјеци и земјоделци до императори и цареви. Ова е значајно и денес. За христијаните кои веруваат во сведоштвата на Библијата, Исус е оној што бил испратен од небото, Бог, кој живеел и живее невидливо околу нас. Бог ги разоткрива своето вистинско лице преку Исуса Христа. Не можеме да го видиме со своји очи или да го препознаеме на прв поглед, но тој не е фантом, туку автентична реалност. Бог е вистински, Бог е жив. Може да стане дел од твојот живот. Читај Библијата и моли се, и Бог ќе се открие и во твојот живот. Почитувани гледачи, сакам да споделам една информација за сите вас кои сте од Кавадарци, Неготино, Росоман, значи од Тиквишијата, дека христијанската адвентистичка црква од Кавадарци организира серија на библиски предавања од 23 до 25 февруари. Серијата носи наслов Разбирање на библиската драма. Предавач ќе биде Владо Хавран, теолог и културолог од Србија, од Белград. Така да, ако сте од ова територија, слободно посетите ги овие предавања, ќе бидат интересни, ние ќе ги пренесуваме и на интернет, така да следете ги информациите на која страница всушност тие ќе бидат пренесувани на YouTube каналот SD Кавадарци, но рекламата ќе оди и на Facebook, така да слободно дојдете. Секој посетител ќе добие новогодишен календар, бесплатно секако и Библија, Свето писмо. Да видиме сега рекламата за библиските предавања. Почитувани пријатели, ве покануваме на серија на библиски предавања под наслов Разбирање на библиската драма. Говорник ќе биде теолог и културолог Владо Хавран од Белград. Во темите ќе бидат опфатени следниве предавања. Четврток, 23 февруари, со почеток во 18 часот и 30 минути, како се почнало создавањето на човекот, животот. Петок, 24 февруари, со почеток во 18 часот и 30 минути, како се завршило падот на човекот, безнадежност. Сабота, 25 февруари, во 10 часот и 30 минути, како се е обновено раѓањето на Исус Христос, надеж. Сабота, 25 февруари, со почеток во 18 часот и 30 минути, како се добило смисла животот и смртта на Исус Христос, нов живот. Предавањата ќе се одржат во големата сала на христијанската адвентистичка црква, која се наоѓа на улица Кирил и Методи, број 7, кај училиштето Страшо Пинџур. Ве покануваме да ги посетите овие предавања, почитувани пријатели. Секој посетител ќе добие бесплатно Свето писмо. Влезоте слободен. Ве очекуваме. Еве ги слушнавме насловите, односно темите кои ќе бидат проповедани на ова серија на библиски предавања, на вистина интересни теми, и верувам ќе ги посетите доколку сте во можност да дојдете во живо, да ги следите во салата на христијанската адвентистичка црква. Сега следува читање од книгата Копнежот на вековите. Значи од ова книга и утро студентот Александар ќе ни прочита одбрани мисли и верувам дека ќе бидат интересни и поучливи и корисни за сите нас. Да слушнеме сега кратката порака. Со огромно интересирање жителите на световите што не паднале, очекувале да го видат Јехова како станува и ги уништува жителите на земјата. Кога Бог би го сторил тоа, сатаната би бил готов да го спроведе својот план.
обезбедувајќи си на тој начин поданичка покорност на небесните суштества. Тој изјавил дека начелата на Божјето владење не овозможуваат проштевање. Кога светот би бил уништен, тој би тврдел дека неговите обвинувања се вистинити. Бил готов вината да ја фрли врз Бога и својот бунт да го прошири и меѓу небесните светови. Меѓутоа, наместо да го уништи светот, Бог го пратил својот син да го спаси. Иако во секој дел на покорената земја можеле да се видат изопаченост и пркост, обезбеден е начин за неизино закрепнување. Во мигот на најголемата криза, кога се чинело дека сатаната ќе победи, Божиот син дошол како пратеник на божествената милост. Во сите времиња, во секој миг на паднатиот човечки род, му се покажувала Божјата љубов. Наспроти изопаченоста на луѓето, постојано се покажувале знаци на милоста. А кога се исполнило времето, Божеството се прославило со излевање на изобилство, исцелителна благодат на светот, што никогаш нема да биде спречена или запрена додека не се изврши планот на спасението. Сатаната ликувал што успел во човечкиот род да го унижи Божиот лик. Тогаш Исус дошол да го обнови во човекот ликот на Творецот. Никој друг, освен Христос, не е во состојба повторно да го изгради карактерот што е упропастен со гревот. Тој дошол да ги истера демоните што господареле со волјата, да не подигне од правот и повторно да ни ја врати сличноста со себе си, разубавувајќи ја истата со својата слава. Во наредните неколку минути, почитувани гледачи, би сакал да ве запознам со учењето и верувањето на христијанската адвентистичка црква. Добивам прашања кои гласат во што веруваат адвентистите, кои се адвентистите. Еве, накратко, во неколку минути кои се пред нас, ќе ги искористиме да кажеме за учењето и верувањето на адвентистите. Адвентистите на седмиот ден се нарекуваат затоа што го празнуваат, го почитуваат седмиот ден, односно саботата. Тие се како и останатите христијански заедници кои ги има во Македонија и во светот, слични се со верувањата на многу христијански заедници, но сепак понешто се разликуваат. Особено 2-3 точки кои се важни за нив, а тоа е празнувањето на седмиот ден, на саботата, наместо неделата, учењето за задгробниот живот, дека после смртта нема ништо, односно душата не постои, нема рај ниту пекол, и адвентистите посветуваат големо внимание на исхраната, односно на нивниот живот. Еве, накратко, крштевањето на адвентистите се обавува возрастни. А пред некој да биде крстен, мора да биде поучен. Значи, да се изјасне доброволно и да ги знае основните вистини на Светото писмо. Затоа што крштевањето бари и покаяние и исповед на верата во Исус Христос како Господ и Спасител, тие символизираат простување на гревовите и примање на Светиот Дух. Адвентистите се крштава, значи, со потопување, со заронување, а не со попрскување на деца, на бебиња, зашто тоа нема библиска основа, крштевањето на мали деца. За адвентистите Библијата е Свето писмо, божествено инспирирано од Светиот Дух, непогрешливо откровение на Божјата волја. Библијата го содржи знаењето неопходно за спасение. Причест, адвентистите заедно со многу други верски заедници во својот верски живот го имат обредот Света вечера или причест. Меѓутоа, пред да се обави причеста во која се зема бесквасно вино,
odnosno beskvasen lep i nealkoholno vino, znači vino koje nema vo sebe alkohol i lep koji nema vo sebe kvasec, koji go simbolizira Hristovoto telo i Hristovata krv, go imat i obradot na poniznost, odnosno na mijenje na noze, brat na brat, sestra na sestra. Smrta, za razliku od повеќето други христијански заедници, адвентистите тврдат и веруваат дека мртвите не одат директно ниту во пекол, ниту во рај. Тие влегуваат во период на душевен сон, кај што човекот спие, како исто што рекол за Лазар, нашиот пријател, заспа. За време на состојбата на смртта човекот ниту јаде, ниту пие, ниту чувствува жед, глад или нешто друго. Значи, тие спијат се до часот на воскресението, кога Исус ќе дојде по втор пат од небото. Исхраната. Како храмови на Светиот Дух, адвентистите од седмиот ден се поттикнуваат да јадат здрава храна, а многу членови се и вегетаријанци. Исто така не употребуваат пијалоци како што се алкохол, ракија, значи тутун не пијат, не пушат цигари или не користат било какви дроги. Од храната употребуваат од онаа храна, месната храна што е дозволена според Светото писмо во третата книга Мојсеева, во 11 глава. Мојсе, односно Бог му дал на Мојсе да напише како да се препознаат оние животни што можат да се користат во исхраната. Тоа се оние кои преживат и кои имаат копита раздвоени. Значи, тие животни можат да се користат во исхраната. Еднаквост. Не постои расна дискриминација во адвентистичката црква на седмиот ден, значи сите се равноправни. Засега жените не може да бидат ракоположени како пастори, иако се води дебата на светско ниво. Хомосексуалноста или тоа однесување осудено како грев, значи не е според Библијата. Небото е место кај што има место само за праведните, а не за грешните. Тоа ќе се случи кога Исус ќе дојде и 1000 години ќе поминат спасените на небото, а после 1000 години ќе дојдат повторно на оваа земја која ќе биде обновена, прочистена и создадено ново небо и нова земја, каде што светиот град Ерусалим заедно со спасените ќе слезе на земјата. Небесен суд. Адвентистите имаат своје пророштво, кој го темелат на Даниело 8.14, почнувајќи од 1844 година, датум или година што го означиле небесниот суд над покојните. Значи, првиот покоен или убиен бил Авел, па од Авела наваму се води тој небесен истражен суд. Адвентистите веруваат дека сите починати души спијат до времето на Христовото второ доаѓање, кога Бог или Исус ќе го изрече судот над спасените, ќе добијат вечен живот, а грешните ќе добијат вечна смрт. Исус Христос, за адвентистите, Исус Христос е Син Божи, кој станал човек, се родил како човек и бил жртвуван на крстот да го плати гревот како откупнина. Воскреснал од мртвите и се возил на небото. Исус е член на небесното тројство и адвентистите веруваат во тројството, пророштвото. Пророштвото е еден од подароците на Светиот Дух. Адвентистите од седмиот ден го сметаат или ја сметаат Елена Вајт како Божи пророк кој живела од 1827 година до 1915 година и еден од основачите на црквата била пророк или пророчица што Бог е подигнал да ја повторно подигне, би рекол, вистината која била занемарена во текот на вековите. Саботата. Верувањето на адвентистите од седмиот ден го вклучуваат и обожувањето на саботниот ден, кој започнува од петок навечер со заоѓање на сонцето до сабота навечер, кога сонцето повторно ќе зајде. Во согласно со тие обичаи или со тоа верување, тие во сабота се воздржуваат од секакви секојдневни активности. Саботата е Божи печат дадена и на Адам и на Ева уште во Едемската градина. И додека Исус бил на оваа земја, исто така во сабот одел во црква и се одмарал, односно не ги обавувал тие секојдневни активности. Тројството. Адвентистите веруваат во еден Бог, Таткото, Синот и Светиот Дух како тројство, додека Бог е надвор од човечкото разбирање. Тој се открил преку писмото,
preko njegovijeg sin Isus Hristos i zato Isus veli koji me gleda, go gleda Otecot. Krštevanje to se vrši, kako što već je spomnav, na vernicite возрастни koji dobrovoljno ke pobarat da bidat krsteni, a preto treba da bidat naučeni vo osnovnite vistini na Sveto pismo adventistite, praktikува celosno potopuvanje, a ne popreskuvanje, kako što go pravat nekoj drugi verske organizaciji na decata со вода. Обредот на Света вечера адвентистите го прават 4 пати во годината или еднаш во 3 месеци. Значи, сестра на сестра си ги мијат нозите, а маш на маш, како тоа што го направил Исус на своите ученици, тоа го пишува во Евангелието според Јована, 13 глава. Исус рекол, правете го за мој спомен додека не дојдам. Значи, тоа го бара Исус од нас, бидејќи обредот на понизноста и самиот наслов се вика, односно обред понизност, каде што еден со друг се понизуваат и ако има нешто недобро меѓу нив, тоа е време за да си простиме. Значи, не да бараме прошка еднаш во годината, како некои што да го прават, меѓутоа прошка постојано треба да бараме ако сме сгрешиле еден кон друг. Адвентистите имаат редовна служба во сабота, некаде започна во 9 часот, некаде во 9:30 или 10, се зависи како се договорили верниците. Значи во сабота предпладне и 1 час после пладне, во смисл пред заоѓање на сонцето, имат исто така богослужение, во некои заедници има и во петок навече или во среда молитвени часови, имат публикации, разни списања, но и библиска поука која ги обединува сите адвентисти на целиот свет, проучуваат една библиска поука која излегува 4 пати во годината, кај што се третираат одредени библиски теми. Во богослужбите имаат доста музика, библиски проповеди, молитви, нешто слично, значи како останатите протестантски заедници кои имаат песни во својата служба, молитва, порака од Библијата и така натаму. Еве, накратко, почитувани гледачи, се запознавме со учењето и верувањето на христијанската адвентистичка црква. Одиме сега со уште една песна. Долу на колена клечам, рани јас да излечам. Долу на колена паѓам, молитва на Бог му праќам. Те молам, моиве очи земи ги, други дај ми да прогледам. Те молам, ново срце дари ми, никој да не повредам. Твојот лик секој миг да ми е пред очи, sjajno, sjajno da me gre, tvojot lik pred mene, zemi me vo pregratki, duša moja izleči, site moji grevovi, te molam Isuse zemi. Ljubov moja si ti, Isuse, život moj si ti. Dolu na kolena klečam, rani jaz da izlečam. Dolu na kolena pagam, molim
dam, te molam, novo srce dari mi, nikoj dan ne povredam. Isuse, radost moja si ti. Isuse, nadež moja si ti. Isuse, ljubov moja si ti. Isuse, život moj si ti. После ова убава песна за молитвата, еве неповторно во нашата програма, почнем гледајќи ова емисија која реализира духовни содржини, верувам дека ви се допаѓаат. Би сакал сега да ви ја покажем уште еднаш книгата од каде што студентот Александар секое утро, односно во секоја емисија ни чита поедини цитати. Ова е книгата Копнежот на вековите. Доколку ја сакате да имате, можете слободно да ја порачате или да ја посетите веб страницата знаци на времето.мк. Ке повторам, значи одете во Google и напишете знаци на времето се заедно .мк, таму ќе ви се отвори ова книжара која издава литература, духовна литература, значи може да погледнете многу други наслови кои верувам ќе ви се допаднат и можете таму да порачете или преку нас, а ние ќе ви испратиме по пошта или ќе ви ја донесеме на вашата домашна адреса. Значи, прекрасна книга од Елена Вајт, Копнежот на вековите, убавината на животот на Исуса Христа. Исто така, вие кои сакате да изучувате Библијата, да се запознаете со многу духовни работи, може тоа да го сторите преку веб страницата на дописната библиска школа библијата зборова.мк. Значи, доколку сакате да изучувате дописната библиска школа, без обврски, под дописен пат, слободно сторите го тоа. Да ја видиме сега рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека дојдовме до крајот на ова наша програма. Ова утро, почнем гледајќи, ми преостанува да ви се заблагодарам на вашето внимание и посакувам пријатен викенд. Деновите пред нас ќе бидат сончеви, како што веќе рековме на почетокот. Искористите го топлото време за прошетка, ако сте сами со вашите пријатели, ако имате семејство, со вашето семејство. Уште еднаш ви благодарам на вашето внимание, ви посакувам секое добро и ви закажувам нова средба, ако Господ даде живот и здравје, да се видиме повторно во понеделник со почеток во 9 часот. А до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.